Градежните работи на експресниот пат на делницата од Крупиште до Кочани се во завршна фаза и се очекува да се комплетираат до крајот на оваа година. Од Министерството за транспорт и врски информираат дека веќе се поставува металната еластична заштитна ограда покрај коловозот, а се оградува и околината на патот со метална мрежа, за да се спречи навлегувањето животни. Освен тоа, привршуваат и работите околу асфалтирање на патниот правец на последните неколку километри пред Кочани, во близина на селото Тркање. Надлежните признаваат дека довршувањето на изградбата е пролонгирано, но тоа било поради објективни причини, односно заради правна постапка околу експроприација на дел од земјиштето низ кое поминува делницата. Сепак, на почетокот на оваа недела и овој спор успешно е надминат. Имаше една постапка за експроприација која што одзеде повеќе од планираното време, таа денеска е завршена. Овој експресен пат е со преку 92% прогрес на работите и нашите очекувања се дека во текот на месец декември веќе ќе можеме под времен режим да го пуштиме во сообраќај. Таму се вршат сите градежни работи во моментот, граѓаните и тоа го гледаат и со овој експресен пат сакам да потенцирам дека ние ја комплетираме целосно сликата на Источна Македонија во дел на патна инфраструктура. Делницата од Три Чешми до Крупиште од експресниот пат Штип-Кочани веќе се користи околу 2 години. Вториот дел од Крупиште до Кочани пак се најавуваше дека ќе заврши до почетокот на оваа година, но пролонгирањето е за 10 месеци. Изградбата на експресниот пат од Штип кон Кочани почна пред нешто повеќе од 6 години. Извесен период имаше застој поради технички причини, односно до истражување на археолошките наоди што се појавија на трасата каде што поминува патот. Целата инвестиција за новиот експресен пат изнесува над 37 милиони евра, од кои за втората фаза од Крупиште до Кочани се инвестираат близу 18 милиони евра. Во Кочани се одржа дводневна регионална обука за планирање на буџетот и родовото одговорно буџетирање во општините. Учесници беа вработени во одделенијата за финансии и буџет, како и координаторите за еднакви можности во локалните самоуправи од источниот дел на државата. Организатор беше Американската агенција за меѓународен развој USAID во рамки на проектот за заекнување на капацитетите за искористување на ресурсите. Целта е пред почетокот на подготовките на општинските буџети за едната година да се унапреди процесот на планирање, како и да се укаже за значењето и важноста на клучните буџетски документи и елементи. Целта ни е да им помогнеме на општините во доброто планирање на општинскиот буџет со цел да има подобра реализација на буџетот понатаму во текот на следната година, кога ќе треба тој буџет што ќе се усвои до крајот на декември оваа година, понатаму и да се реализира. Сакаме тие буџети да бидат реални, да бидат ефикасни, да бидат целисходни и во таа насока и нашата поддршка овие 2 дена. Им помагаме со разни алатки кои што тие може да ги користат за подобро планирање на буџетот. Например, работиме на унапредување на буџетскиот календар, на унапредување на буџетскиот циркулар за општинските буџетски корисници, на подобрување на планирањето, значи на изготвувањето на програмите во општините, за да бидат и тие по-реални, да содржат индикатори, вклучително и родови индикатори, за да може да реално представат што ќе се прави во општината и дали за тоа има средства или не. Сакам посебно да нагласам дека даваме поддршка на општините и во делот на родово одговорното буџетирање, кој што сега со новиот закон за буџети станува и законска обврска за нив и да помогнеме тоа да го спроведат во дело. Во проектот на USAID за заекнување на капацитетите за искористување на ресурсите, вклучени се 40 на општини од целата држава. За сите нив ќе се реализираат слични обуки. Во втората фаза ќе има и менторска поддршка на работните места, односно преку работа на терен ќе им се помага на општините подобро да ги планираат буџетите за идната година. Најмалите ученици од општина Кочани, кои од годинава го почнаа своето образование во прво одделение, се примени во детската организација. По тој повод, во паркот на Револуцијата беше организирана свечена програма на која дојдоа голем број родители и ученици. Во рамки на програмата беа изведени музичко-ритмички точки на кои настапија ученици од основните училишта. Присутните правачиња ги поздрави градоначалникот Љупчо Папазов, честитајќи им го приемот во детската организација. Имаме можност да ја дадете својата заклетва и да бидете официјално примени
во детската организација. По тој повод ви посакувам многу успех во работата во детската организација и многу успех во понатамошното школување. Да сте живи и здрави. Во рамки на свеченоста, првачињата од општина Кочани ја дадоа и заклетвата по повод приемот во детската организација. Во овој момент давам честен татковински збор. Ќе се дружам со другарчињето во училишниот двор. Годинава во основните училишта во општина Кочани настава за прв пат почнаа да следат над 320 нови ученици. За сите нив, локалната самоуправа обезбеди пакети со основен ученички прибор и материјали за следење на наставата. Во рамки на програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, во библиотеката Искра се одржа литературна промоција на поетски алманах од група автори. Носител и организатор на настанот беше литературната група Збор, која опфаќа писатели и поети како и литературни творци од целата држава. Иницијатор за нејзино оформување е Ана Дедова од Кочани, која преку социјалните мрежи успеала да анимира поголем број литературни автори чии дела се опфатени во алманахот. Алманахот се издава по повод 5 години од формирањето на групата, значи оваа група одржува еден мал јубилеј. Песните се со различни мотиви. Вредноста на песните е што на едно место читателот може да добие сознанија за биобиблиографиите на 29 автори од Македонија, да ги почувствува стиховите на овие автори, бидејќи има со различни мотиви, со различна метрика, значи со различна употреба на стилски фигури, што го чини алманахот побогат и поубав. Во рамки на промоцијата на поетскиот алманах, ученици од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов представија дел од поетските творби што се застапени во него. Исто така беше направен и краток осврт за творештвото на Ана Дедова, која го иницирала неговото издавање. При тоа беше речено дека таа досега издала 5 поетски книги, од кои една на хрватски јазик, а за што има добиено и поголем број награди од литературни конкурси. Со писмен допис до јавноста, Управата за јавни приходи ги известува жителите на помалите општини од источниот регион, во чии населени места нема соодветни даночни шалтери, дека им овозможува да ги добијат потребните услуги за подмирување на обврските, без при тоа да доаѓаат во нејзините регионални канцеларии. Реализирањето на активноста мобилен даночен шалтер, што е можност за поголема достапност до даночните обврзници, ќе се реализира до крајот на месец октомври. Едно од трите специјално опремени комбиња во текот на овој месец ќе престојува во источниот регион, а в петок на 8 октомври ќе биде во посета на општина Чешиново Облешево. Возилото во Облешево ќе биде стационирано пред општинската зграда во периодот од 10 до 15 часот. Граѓаните и фирмите од оваа општина, без да го напуштаат своето место на живење, ќе можат да ги добијат сите даночни услуги и информации, како и да ги достават сите видови даночни пријави, барања и да подигнат документи што ги издава Управата за јавни приходи. Според календарот за работа на мобилните даночни шалтери, посетите на помалите населени места ќе продолжи во наредниот период. Целта на вработените во Управата за јавни приходи е секој месец да ги посетуваат населените места каде нема постојани даночни канцеларии, како и локации што дополнително може да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното население и бизнисите.